Откако комисијата за избори и именувања конечно се екипира, веќе нема никакви пречки да продолжи конститутивната седница на собранието. Пратениците ќе се состанат најверојатно во понеделник и првата работа што треба да ја направат е да ја формираат комисијата за избори и именувања. Тоа не би требало да биде проблем ако се знае дека ВМРО ДПМН и СДСМ постигнаа согласност за бројот на членови за претседателското место. Оливер Спасовски и Илија Димовски најавија дека единствена точка на дневен ред ќе биде изборот на составот на комисијата за прашање на изборите и именувањата и дека ВМРО ДПМН ќе има 6 члена во комисијата, СДСМ 5, а ДУИ и БЕСА по 1 член. Откако комисијата ќе биде оформена, ќе треба да се закаже седница за избор на претседател на собранието. Претходно партиите ќе можат до комисијата да доставуваат предлози за прв човек на законодавниот дом. За сега сите партии најавуваат дека ќе достават предлози, а максималниот број е 6 кандидати. Потоа во следните неколку дена предлозите на партиите треба да бидат ставени на гласање пред пратениците, а за избор е потребен 61 глас. Иако СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците имаат парламентарно мнозинство, неизвестно е дали ќе биде пронајден кандидат што би бил прифатлив за трите партии. И ВМРО ДПМН најавува дека ќе предложи свој кандидат, иако е мала веројатноста тој да добие поддршка од доволен број пратеници. Откако новиот претседател ќе биде избран, го чека многу работа. Првата работа што пратениците ќе треба да ја направат се измени на изборниот законник во делот за локалните избори, бидејќи е пробиен рокот за нивно одржување во средината на мај и покрај изборот на претседател останува да виси прашањето за одредување мандат за избор на влада. Се очекува новиот собраниски спикер да го извести претседателот на државата за новото парламентарно мнозинство. Сепак, конечниот збор и натаму го има шефот на државата, кој треба да даде мандат за формирање влада. Иванов веќе се изјасни дека нема да му го даде мандатот на Зоран Заев, се додека тој јавно не ја отфрли платформата од Тирана, која според него задира во унитарниот карактер на државата. Доколку претседателот на државата остане на ставот да не го додели мандатот, пратениците имаат можност да се само распуштат со 61 глас и со тоа ќе мора да бидат распишани нови парламентарни избори.